Јас сум Војо Иванов и на моментот кај што треба да кажам што сум на Кајрон, ама стварно немам поима. Буквално ме препознаваат по нешто што го работам, ама точна дефиниција за што се работи или што би бил по професија баш и немам. Војо кој оној со животни. Јас бев некои 3-14 години, 15 кога работев во зоолошката градина во Скопје. И некако така почнаа дури во средно, као еве го со камиливе, со крокодиливе, со животните од зоолошка. И некако тој прекар, таа асоциација траеше и низ годините. Неколку интервју од детството ме пишува и како Могли од Тафталиџе, и како животињарот, кучкарот, змијарот и се останато, ама пак ќе речам, тоа што го работев или печатот кој што го остави во јавноста, поврзано е со секако со токму овие. Најчесто со оние животни кои што и не се доволно разбрани или сватени во општеството, ми беа некаков трейдмарк. Не памтам точна дефиниција од колку години почнав со чување, мојот живот беше цело време исполнет со животни. Јас и денес кога работам со деца и кога треба да им објаснам нешто поврзано со животните, ги прашувам или што дали имаат некаков домашен миленик, тие кажуваат нели куче, маче и во еден момент јас знам да речам, добро некој чува крава, конј и они се смеат као као праша за домашно милениче. И тогаш уствари и она што го кажав на почетокот, бегањето од рамките на општеството, некако ми беше некаква цел, па така јас ги учам дека се што може да влезе дома е домашно милениче. Бројката секогаш се менува и никогаш не е ништо статично, како што гледате сега имам бебиња австралиски брадести змеови и баш еден тон се по дома. Во моментов имам и јајца од некои други животни, така да бројката секогаш варира, не е ништо стандардно кај мене, особено во домот. Па низ годините, да, претежно рептилите се моја најголема пасија, значи змии и гуштери ми се омилени. 10 години ги поминав со животи со крокодил, со големи едни желки. Некако, пак ќе речам, тема на мој интерес беа диносауруси и рептили, апропо нели живи животни во моментов. Ама не дека не сум имал други, имам нели свои 3 кучиња, плюс имам причувам нели туѓи. Во мојот дом циркулираат и разни животни на кои што им треба помош, па почнувајќи од штркови, не знам, фламинго минатата година, срни, мечиња и се останато, значи се што залутало некаде му треба помош, некако луѓето се уште ме поврзуваат со тоа и секогаш сум некако прв на удар на таа тема. И драго ми е до некаде што е така, ама криво ми е што пак државата нема се уште некаква официјална институција каде ќе се прибираат ваквите животни, каде ќе можам да дадам малку повеќе од на знаење и на останати луѓе каде би едуцирал за да понатаму таа институција функционира. Значи зоолошката не е место каде се ставаат вакви повредени животни, ами нешто посебно како буквално еден вид на шелтер, прифатилиште за диви животни. Тоа е нешто кое што дефинитивно и фали на Македонија, ќе направам напори да притискам се додека не се отвори тоа. Некогаш искрено заради шоу знам да се зезам со имињата, па не знам, на времето имав едни морски прасиња, се викаа Љупчо и Снежана, пошто тогаш беа ВМРО, некоја, не знам која беше, Љупчо беше на власт и заради тоа се зезав со нив. Минатата година се зезав со едни инсекти, имав тарантула, се викаше катица. Значи во принцип секогаш тоа го правам за да дадам некаков хинт или некаква асоциација со јавноста, за да таа може да некако ги доживее со карактеристиките на одредените личности кои тие ги познаваат, ним познати, пробувам да им ги доближам животните. Иначе за под дома, мислам дека кучињата ми имаат имиња и многу ретки животни. Не секое животно ми има име, инаку, не знам, лексикон ми треба некаков, не знам како се викаше, именик треба за да ги крстам сите животни. Да, она на кое што ги посветив последниве неколку години, а тоа е баш работата со деца или едуцирање на младината за тоа како се комуницира поготово со рептилите. Мене ми е драго што Екологик оваа година изрази желба да се вклучиме заедно во еден проект кој они го нарекува Жабец. Мислам дека Нешко ќе ви каже сигурно во следниве неколку презентации вакво нешто. Јас моите часови или мојот дел поврзан со животните ќе го фокусирам на тоа како да се функционира во природата. Ќе го пренесам моето искуство кое што го стекнав минатата година во Африка, живеејќи во
савана заедно со диви животни, значи фокусот повеќе ќе го ставам на тоа да децата ги мотивирам да си ги следат своите соништа, дека ништо не е така неостварливо или невозможно, дека се може доколку се работи или се фокусирате на тоа. И ќе ги учиме на нешто што денешниве генерации, таблет генерации немаат баш прилика, а тоа е како да функционирате без Wi-Fi, без таблет, без смарт телефон. Од секогаш сакав да одам во Африка. Детски сон ми беше, гледајќи ги сите оние документарни емисии поврзани со дивиот свет, некако тука беа жирафи, слонови, зебри. И некако претпоставам дека заглавен, пак ќе речем, во таа во една детска фаза, претпоставам пораснав, а тоа е мојот фокус и интерес кон животните. Африка ми беше неостварена желба седоминатата година, кога отпатува во Јужна Африка и поминав месец и половина таму, живеејќи во шатор на преживување, на камп кој подразбираше доближување до природата. Не го планирав тоа, иако го посакував, ама некако ми се случи на брзинка и пак ќе речам се вратив или од денешна перспектива со едно фантастично искуство. Имав прилика да престојувам во прифатилиште во кое се прифаќаат загрозени видови, се чуваат носорози. Бев задолжен за чување на едно младо носорогче, за кое се грижев целиот тој период. Драго ми е што имав искуство да, ама буквално 24 сати сте заедно со нив, да ги осеќате и навечер кога прават место за да некаде заспијат во саваната, и моментите кога, да речем, не знам, ќе ви скокне некој див леопард пред вас на неколку метри, па адреналинот, иако најчесто ме знаат луѓето како овој со животни нема гајле, нели? Кога ќе ти зачука срцето бидејќи се тука на неколку метри од тебе. Ама целата таа возбуда, целиот тој адреналин е нешто што мислам дека ќе го памтам цел живот.